Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано секако за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со него ќе разговараме за најактуелните теми од изминатите неколку дена, како и за прашања што не засегаат сите нас, без разлика каде живееме. Покрај темите што ви ги најавивме на почетокот на емисијата, во денешниот разговор ќе отвориме и други теми и прашања почитувани, а еве неколку од нив. Safe City, политички договори и безбедност на граѓаните. Законот за прекрашоци помина со новото парламентарно мнозинство и Safe City ќе стартува без одложување. ДУИ и СДСМ гласаа против, а власта ја обезбеди потребната поддршка. Зошто ДУИ се попишмани и ретирира од она што го кажа на лидерската средба? За овие прашања вечерва ќе разговараме со доктор Самуил Малчевски, кој наскоро ќе биде со нас. СДСМ под притисок, лидерството под лупа. Јавните настапи на Венко Филипче отворија низа прашања, од начинот на комуникација со медиумите до тоа каде оди СДСМ како опозиција. Дали станува збор за минлива фаза или подлабока политичка криза? Дали опозицијата има јасна насока? Одговори и анализа во живо вечерва ќе бараме од нашиот гостин Самуил Малчевски. Правосудство пред испит. Корупцијата излезе на површина, што следува? Апелацијски судија со одземен имунитет и куќен притвор, случај што ја раздвижи јавноста. Дали институциите конечно почнуваат да функционираат или ова е изолиран пример без продолжение? Ке има ли вистински судски епилог? За сето ова ќе анализираме со доктор Самуил Малчевски. Скандали и доверба во државата, случајот Жан Митрев и политичките реакции. Кога во чувствителни случаи се споменуваат имиња на поранешни премиери и министри, се отвара суштинското прашање: има ли вистинска институционална одговорност или повторно политички прекупувања? Каде исчезнува довербата на граѓаните? Како граѓаните ја гледаат државата по вакви случаи? За сето ова вечерва ќе разговараме со Самуил Малчевски. Давос и големата економска сила, Македонија меѓу глобалните играчи. Инвестиции, енергетика и нови технологии. Што донесе Давос за Македонија и колку најавите се реални? Дали државата има капацитет да ги претвори во конкретни резултати? Каде е нашето место во новата економија? За неколку моменти одговорот ќе го добиеме од доктор Самуил Малчевски. САД, регионот и геополитиката. Светот се менува. Како тоа се одразува врз Македонија? Пораките од Давос, односите со САД, визниот режим и случувањата во регионот, теми што директно ја засегаат Македонија. Што значи тоа за Македонија и македонските граѓани? Сите овие прашања ќе ги анализираме со Самуил Малчевски, политички аналитичар, чиј став и анализи редовно отвараат суштински дебати и даваат поширока слика за политичките процеси во земјата и регионот. Вечерва ќе добиете анализа која не се гледа секој ден. За неколку моменти започнуваме со разговорот за теми што ја брануваат јавноста, безбедноста, политиката, правдата и глобалните процеси. Вечерва заедно со нас во студиото ќе биде човекот кој е познат по јасните, аргументирани и директни анализи, а разговорот со него секогаш носи нови перспективи. Доктор Малчевски внимателно ги следи клучните политички и геополитички процеси и не бега од сложени и чувствителни теми. Во овие моменти го покануваме господинот Малчевски да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со поврзувањето и звучниот сигнал. Ако е така, господине Малчевски, добро утро и добре дојдовте на Македонски корени. Пред се на овој почеток од новата година, сакаме да ви посакаме вам и на вашето семејство просперитетна, успешна и исполнета година. Амин, Бети, дупло да ви се враќа. Добро утро од мене, од утрото во Скопје или добар ден по австралиско време. Поздрав до тебе и до Јон. Поздрав до нашите слушатели. Среќна нова година, среќни празници на помошлето Господово 26.
Благодарим. Благодариме. Добро ви јутро од мене, господин Малчевски. Ви благодариме што прифативте и денешнава покана да бидете заедно со нас и сите наши гледачи и слушатели за низ разговор да се обидеме барем да разјасниме некој дел од она што се случуваше во Македонија и пошироко на политичка сцена. Се надеваме дека како и секогаш ќе го задржиме вниманието на сите нив и секако, како и обично, доколку има прашања од наши гледачи и слушатели, ќе ви бидат поставени на екрани, доколку имате намера да одговорите на нив, сте добре дојдени, а ги поканивме нашите гледачи да се јават доколку сакаат во живо да постават прашање. До сега никој не собра храброст, добри се на пишување, да напаѓаат, нито ако ќе треба да ги соочиш со слика во реалноста, некако два пати се прашуваат. Ние да стоиме отворени за сите прашања, ќе ги одговориме сите прашања, нормално на провокациите кои што претходно ги спомнавте, на глупостите нема да одговориме, многу пати сум кажал до сега и пак ќе кажам, Господ нека им даде здравје, за памет веќе доцнае. Во изминатите денови, законот за прекршоци и проектот Safe City или Безбеден град повторно се најде во фокусот на јавноста. Откако ДУИ првично најави дека ќе го поддржат законот за прекршоци, вчера пратениците во собранието од ДУИ не гласа ниту пратениците на СДСМ. Поддршка за законот дадоа двајца независни кандидати, поранешни членови на Европскиот фронт на ДУИ, со што се обезбеди потребното двотретинско мнозинство, се разбира и со помош на пратениците од левица. Стартот на системот Safe City се очекува да започне официјално да функционира на 1 февруари. Како ја оценувате одлуката на ДУИ да не го поддржи законот за прекршоци, иако претходно најавија дека ќе дадат поддршка? Која е причината според вас, или пак имате вистински сознанија и точни сознанија, зошто се пишманија? Ајде едно по едно, многу прашање има во ова прашање. Повеќе. Прво, за мене е позитивен дичекор лидерската средба која што се случи во клубот на пратеници. Многу пати до сега ние сме дискутирале дека не е природно во една држава да нема диалог помеѓу власта и опозицијата. И тоа е добро што е на иницијатива на премиерот за клучни прашања кои што долгорочно треба да донесат безбедност барем по улиците во Република Македонија. Safe City е проект кој што 10 години се зборува во Македонија, 10 години и претходната власт на ВМРО-ДПМН, па таа коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, па и сегашната власт на ВМРО-ДПМН го дискутираат како еден од клучните проблеми, проекти кои што треба да обезбеди безбедност по скопските улици. Неприродно е тоа што СДСМ до вчера викаше дека тоа е нивен проект, вчера не го гласа. Истиот очигледно е тука изгубен компас и ќе ги дискутираме може подоцна во интервјуто, веќе најавте да не ги спомнувам нив сега. Изненадува фактот што левица си достои на зборот, кажа на лидерската средба дека ќе гласи, си достои на зборот. За мене во овој момент е едно големо политичко изненадување, да видиме дали ќе продолжи понатаму или ќе продолжите понатаму да бидат конструктивни по клучни прашања за државата или ќе продолжи да се тера дневно политичката сцена. Сега стигаме до клучниот момент, а тоа е ДУИ. Очигледно е дека ДУИ е партија која што е научена да функционира на принцип на уцени, закани и притисоци. И очигледно е дека тоа не му поминува ке Мицкоски, ке ВМРО-ДПМН, не до овој момент и верувам дека нема и понатаму да им поминува. Немам точни информации зошто се пишманиле вчера да гласаат. Стварно не знам, заради тоа што до 10 саат гласаа, на моментот на гласање не гласаа. Очигледно е дека нешто лаже, нешто фолираја или пробале со некои уцени и притисоци кои што Мицкоски адблок ги одби, им кажал не сте ми потребни, веќе имам двотретинско мнозинство во парламентот и тука мислам дека веќе на ДУИ треба да им стане, знаете, изгубија парламентарни изгубија локални избори, не можат да мрднат од рейтингот кој што го имаат, ова има уште еден пораз. Мислам дека полека треба да размислуваат за промена во лидерството, за промена во политиките кои што ги водат, промена начинот на функционирање, тоа што до овој момент гледаме дека освен порази последниве година и пол-две не нижат ништо друго дополнително тонат во живиот песок кој што сами се најде.
Дали со носењето на законот за прекршоци системот Safe City повеќе ја штити безбедноста или пак отвора ризици за приватноста на граѓаните? Каде може да не одведе ваквиот однос? Видете вака, секогаш кој ќе имплементирате еден ваков голем проект, постои можност да имате непредвидени ситуации. И добро е кога тие непредвидени ситуации воот се отстрануваат и се коригираат. Но бројките кои што во овој момент се немилосрдни говорат дека Safe City носи безбедност по улиците во Македонија. Ако периодот во кој што е активен Safe City, тоа беше ноември и декември минатата година и јануари до сега без казни, го споредиме со периодот минатата година, ноември, декември, јануари, говори дека и помалку прекршоци имаме, говори дека и помалку сообраќајни несреќи имаме, говори дека и помалку смртни случаи по скопските и по македонските улици имаме. Јас возам нормално, а возам во Скопје и гледам дека од кога е активен Safe City повеќе се внимава, побезбедно се вози, луѓето повеќе пазат на прописите и на сигнализацијата, така да до овој момент ситуацијата на терен и бројките говорат дека Safe City носи стабилност и безбедност по македонските улици. Може ли Safe City да стане нова точка на политички судир во наредниот период? Не верувам, законот е донесен. Во овој момент Safe City за нашите слушатели функционира во 3 града, Скопје, Тетово и Куманово, и функционира во делот коридорите 8 и 10. Од Министерството за внатрешни работи најавија дека до крајот на 26-та година ќе функционира на цела територија на Република Македонија. Во дел од градовите се инсталирани, се поставени системите, во дел се поставуваат, во дел на регионалните и на магистралните патишти, на автопатите се поставени камери, во дел се поставуваат. Не верувам што би можел Safe City да донеси освен обид за ефтино политичко профитирање од СДСМ, кое што не наоѓа на одобрување од граѓаните во Република Македонија. Така, дали одлуката на СДСМ да не го подржи законот за прекршоци е принципијална позиција или пак обид политички да се профитира од незадоволството кај граѓаните пред секај нивните подржувачи? Знаете како, многу пати до сега сме го коментирале СДСМ и најде нивната, да кажам, биполарна политика која што ја водат. СДСМ до пред неколку дена да убедуваше дека они биле клучни за Safe City, дека они го направиле, дека они го имплементирале, поставувале камери и наједнаш викаат опс не важи, ние сме против него. Нека се одлучат. Они го направија Safe City или они се против Safe City. Мислам дека се обидуваат на ловат ефтини политички поени, кои што не му носат ништо добро, или тоа што во овој момент расположението и анкетите во Македонија се на страна на Safe City. И само политички лаик или политички неискусеник може на такви бројки, на такви анкети да тргне против еден таков проект. Обвинувањата дека се заштита на лични податоци, така натаму, на крајот на денот не носат ништо добро, не се ни оправдани. Значи, еве, например, јас имам едно возило на моје име, супругата има едно возило на нејзино. На нејзино име јас досега не сум приметил дека некој ги злоупотребил нашите лични податоци. Сепак, МВР и службениците во МВР по закон имаат овластувања во овој момент да не застанат, да не легитимираат и да земат наши лични податоци. И тука јас не гледам ништо спорно и не гледам ништо што би можело да се проблематизира. Господине Молчевски, ќе ве задржам уште малку на оваа тема. На почетокот на одговорот на првото прашање рековте дека сте изненадени од левица што остана на ветеното на лидерската средба. Јас и Бети го дискутиравме ова пред да влеземе во студиото, дури ноштик после завршувањето на гласањето и проценивме дека ја користат секоја прилика да добијат политички поени. Го потврдија тоа со барањето казните да бидат линеарно. Ние сме на став дека ако се направи прекршок, законот треба да важи за сите подеднакво. Дали за сиромашни, помали земања пари или поголеми, треба да внимаваат. Значи, затоа е законот да се почитува. Кој го тера да вози повеќе, ако е сиромашен да плати. Значи, тоа е автоматски дека, не верувам дека ќе го прифатат овој амандман од владеачкото мнозинство, и тоа ето на секој начин покушуваат. Тука спаѓа делот на мојата изненаденост. Прво, знаете дека јас левица не сакам да ја коментирам, зашто сметам дека они се циркузанти на македонска политичка сцена. Тоа е партија која што
нема конкретен одговор што ќе направи во делот на образование, во делот на здравство, во делот на економија. Значи јас себе колку години се на политичка сцена, јас упорно ги поставувам тие прашања и до сега не сум добил одговор. Уште побитно е кои се луѓето кои што ќе ги донесат тие промени или ќе ги имплементираат тие политики се дел од левици. И затоа не ги коментирам и се обидувам што е можно помалку да ги коментирам. Но допревте до суштината на мојот одговор. Јас сум изненаден зашто левица го процени моментот, а СДСМ која што е една државотворна партија, која што е партија со преку 30 години искуство на македонска политика, со сериозни политичари во рамките на СДСМ, не успеа да го процени тој момент. Тука е моето изненадување визави левици, визави однесувањето на СДСМ по однос на измените во законот. Одговорот го даде премиерот пред известно време дека порака до СДСМ им испрати дека во политиката нема слободен простор. Ако не ја зафатите, ќе влезе некој друг. Така е, апсолутно така. Така. Кога сме кај СДСМ... Извини, што малце се вратиме чекор назад. А СДСМ не смееше да си дозволи да не појде на лидерската средба. Макар и да не се согласи со ништо што е кажано на лидерската средба. Може да излезат и да речат, ние апсолутно не се сложуваме со ова што беше кажано, ама тука сме, дел сме од собранието, дел сме од македонската политичка сцена и ќе бидеме присутни. Они со отсуството ославија простори, тука премиерот апсолутно е во право, некој да го савземе нивниот простор на македонска политичка сцена. Така. Во изминатиот период, вниманието во јавноста е токму насочено кон настапите и однесувањето на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Наместо јавни политички пораки, често гледаме тензични реакции и расправи со новинарите, што отвара пошироко прашање за составање на опозицијата и начинот на кој таа комуницира со јавноста. Како ја оценувате актуелната политичка позиција и лидерството на Венко Филипче? Дали станува збор за привремена слабост или краткотраен политички нокдаун или за подлабока криза во неговото лидерство како и во самата СДСМ? Прво, ајде да расчистиме една работа. Ја не гледам лидерство во Венко Филипче. Стварно не гледам. Значи не значи дека ако вие сте добар доктор, може да бидете и добар политичар и да носите добри политички одлуки, без разлика дали сте на власт или сте во опозиција. Во овој момент СДСМ се однесува како напуштена љубовница. Буквално се однесува како напуштена љубовница. Се кара со сите, се расправа со сите. Партијата која што викаше дека зборуваше за слобода, за демократија, за слобода на новинарство, гледаме дека брутално вреѓа новинари, што е испод секое политичко дно. Значи, ние не гледаме ни политичка коректност, ни политичко однесување, гледаме едно политичко дно или испод политичко дно. Вие ги спомнавте новинарите, јас ќе спомнам двајца луѓе со кои што едниот се знам директно, со едниот се знам индиректно, а се дел од СДСМ и се против Венко Филипче. Тоа се Деспотовски и Шилевов. Значи, не можете вие секој што ќе проба да ве критикува, одма да лепите дека е купен, дека е, не знам, со низа погарни зборови да го нарекувате. Жалам што ваквото однесување на Венко Филипче ја загрозува и позицијата на Република Македонија. Зошто? Ние не можеме да немаме опозиција. Не е здраво за на демократско општество вие да немате опозиција или да имате ваква опозиција каква што се СДСМ и Венко Филипче. Очигледно е дека не СДСМ му треба нов лидер, денеска мислам дека имаат конгрес кој што ништо ново нема да донеси. Они покажуваат неконсистентност. Прво немаше да поднесуваат оставки, па сите си поднесува оставки, освен Венко Филипче, па денеска свикија конгрес да одлучуваат што со оставките. Едноставно таму нема јасна визија. Нема позиција на СДСМ и уште е полошо што е што не прашуваат. СДСМ се уште има политички искусни луѓе кои што да се пензионирани, но во вакви ситуации како може да му донесат добро на СДСМ, со самото тој добро на Република Македонија, за да имаме една ние конструктивна и добра опозиција. За жал, отсуството на лидерство ствара криза и во СДСМ, ствара криза и во собранието. Гледаме дека не поддржуваат клучни закони, како што претходно ги спомнавме, едноставно не се ни спремни да разговараат бегајќи од лидерски средби. Пак се враќам назад. По мене не е природно власт и опозицијата во државата да не комуницираат
може еднаш ќе пијат кафе, втор пат ќе пијат кафе, ами третиот пат ќе скршат некој ред муабет во интерес на Република Македонија. Гледаме дека од власта има расположение, гледаме дека Мицковски и ВМРО ДПМН се спремни да разговараат, се спремни на диалог, од друга страна гледаме една блокада од СДСМ и едноставно бегање од реалноста. И да бидем искрени, затоа СДСМ по последните анкети е со таква ниска доверба и ниска поддршка кај граѓаните. Никогаш СДСМ немале под 10% доверба кај граѓаните, а веќе гледаме дека во последниве година и нешто како Венко Филипче, лидер на СДСМ, таа доверба е негде околу 9,2%. Затоа и направи историски најлош резултат на локалните избори, со историски најмалку гласови за СДСМ и не им доаѓа памет, упорно се затворени во канцеларии и мислам дека се најпаметни, пишуваат соопштенија кои што се испод секое политичко ниво. Значи, видите, четете им ги соопштенијата. Јас мислам да седна мојот син кој што има 11 години, другиот 6 години побави соопштенија ќе направат од тоа што СДСМ во овој момент пласира во јавност. Така. Кога сме кај новинарите, каде исчезна поддршката на другите новинари да си ги соберат микрофоните и да ја напуштат пресконференцијата? Видете, тоа најчесто се снимани пресконференции кои што ги емитуваат во јавност. Ние немаме ни една автентична снимка од тие пресконференции од друга телевизија. Едноставно снимаат и ја пласираат снимката во јавност и мислам дека ради тоа има отсуство на новинари на пресконференции. Колку ваквата состојба е резултат на личниот стил на Филипче, а колку на внатрешната состојба во СДСМ по изборниот пораз? Многу работи се измешани. Ја ви кажав, веќе спомнав, не значи дека ако вие сте добар доктор, ќе сте добар политичар. Едноставно Венко Филипче е политички неискусен, седна во фотелја која што е прилично жешка. СДСМ е партија која што ја тресат низа скандали, поготово после губењето на парламентарните избори пред година и пол, не успеа да се совземат од тој пораз. Напротив, продолжија со истата реторика, продолжија со истите луѓе, продолжија понатаму да тонат во живата песок во која што се наоѓаат. И така да тука се многу измешани лончиња и многу тешко дека ќе може да се најде вистински виновник за ваквата најголеми Филипче. Де факто и де јури тие неколку луѓе што се околу него, вклучувајќи го и Зоран Заев, него не смееме да го иземеме, зашто е мој политички ментор на Венко Филипче. Мислам дека ако сака СДСМ да излезе од ситуацијата во која што моментално се наоѓа, не треба форма, треба фактори дата ресет. Едноставно, цело раководство, сите досега инволвирани изминатава година и нешто и претходно 7 години да се заменат од политичка сцена, да дојде нов лик, нова личност, која што ќе внесе свежина во СДСМ. Седа дека се Филипче, Заев, Спасовски, Ковачевски и таа мала багра, се до тогаш не гледам светла иднина за СДСМ. Дали ваквите расправи со новинари наместо да дадат одговори директно на новинарските прашања, ја нарушуваат улогата на СДСМ како кредибилна опозиција? Да, апсолутно. Видете, новинарите се седма светска сила и вие не може да ги вреѓате кога ви поставуваат незгодни прашања или кога ви поставуваат прашања на кои што немате одговор. Пофер и почесно е да кажете немам одговор, да признаете, да кажете извинете, грешка направивме, но ќе се коригираме, ќе поднесеме одговорност, ја свативме пораката која што ни ја пративте, него да влегувате во вреѓање, буквално најмизерно вреѓање на новинари. Тука СДСМ не само што го губи кредибилитетот како политичка партија, го губи кредибилитетот и како опозиција, го губи кредибилитетот и како политичари луѓето кои што излегуваат на тие пресконференции. Така да таа е еден магичен круг во кој што СДСМ е влезен и не верувам дека ќе излезе од тој круг со ова раководство. Барем не вака и барем не на овој начин на кој што пазите, со многу од тие новинари на кои што СДСМ влегува во директен клинч во овој период. Јас не сум се сложувал. Не сум се сложувал со нивни ставови, не сум се сложувал со нивни коментари, колумни. Сме дебатирале по дебати со нив, но никогаш таа дебата не била на олку ниско политичко ниво.
секогаш сме спротивставувале факти и аргументи и нормално чии факти ќе натежнат, другиот е природно да се повлече од дебата. Ама не вака, не на овој начин. Не вие да поставуват новинарот да поставува прашање, а sada сам упорно да го вреѓа со најмизерно, најниско ниво на коментар. Дали ваквото однесување може да се толкува како дефанзивна стратегија или пак како недостиг од јасна политичка порака? Мислам дека овде не станува збор за никаква стратегија. Овде станува збор за лутање. Едноставно затворени се во лавиринт и лутаат во тој лавиринт и не знаат како да излезат од тој лавиринт. Нема, видите, ни една политичка филозофија, ни една политичка стратегија или литература која што е поврзана со комуникација, деловна, политичка, било како, не вика дека стратегија вие може да базирате на ваков начин, или со вреѓање, со директни напади со новинари. Така да ова е лавиринт, излез без излез. Едноставно лутаат, не знаат каде тераат. Немаат јасен концепт, немаат јасна визија што ќе прават понатаму. Едноставно се сведено тоа бе шефе, напишал новинарот вака и вака, одговори му вака. Вреѓај го, лукај го. Ама тоа ниво на политичка култура одамна заминаче. Од досегашните постапки и изјави на Филипче, дали гледате јасна стратегија како СДСМ планира да се позиционира како силна опозиција или пак доминира реактивен и импровизиран пристап? Видете, реактивен и импровизиран пристап дефинитивно. СДСМ го чека тежок период. Зошто го чека тежок период? Зашто они сега можеа да бидат мирни ради тоа што јавниот обвинител беше под нивна контрола и претходниот и овој што сега си поднесе оставка, претходниот Јовевски, мислам дека се викаше, после него овај не знам како се вика, толку беше небитен што ни името не му го знаеме. Но за нив беше многу битен. Зошто беше за нив многу битен? Заради тоа што апсолутно го покриваше целиот криминал и корупција кој што се случува во време на владење на СДСМ. И сите пријави кои што се поднесуваа завршуваа во фијока без да се процесираат. Во овој период или во периодот што престои след избор на нов јавен обвинител, конкурсот е распишан и се очекувам дека тој ќе биде човек со кредибилитет кој што еднаш за секогаш ќе стави крај. Видите, корупција секогаш ќе има да нема во вакви размери. Крај на корупцијата да не биде правило број 1 по Македонија. Видовме дека последнава година и пол можеме, така? Дали имаме коруптивен скандал? Немаме. Дали имаме, оставете глупости кои што ги зборат по медиуми луѓе со сомнително минато визави Јон Врчковски. Стварно заборавете го тој. Дајте ние да зборуваме за вистински случаи на криминал и корупција. Имаме? Немаме. Значи покажавме дека можеме. Ајде да расчистиме со минатото и да одиме чекор понапред. И СДСМ визави тоа е во сериозна паника. Ќе се процесираат сериозни кривични дела кои што ги правеле и мислам дека затоа оваквата реакција и импровизација е присутна кај нив. Ако ваквиот тренд продолжи, дали може да се отвори прашањето за неговиот легитимитет како долгоречен лидер на СДСМ? Видете, мислам дека СДСМ е моментално заложник на Венко Филипче. Дали ќе продолжи да биде заложник или не, да видиме. Мислам дека денешниот конгрес ништо ново нема да донесе кај нив, но да видиме што ќе донесат состојбите после конгресот. И тук имаме две ситуации. Или ќе има борба за превласт во СДСМ, превземање на општинските организации со тоа на конгресот и нов лидер во СДСМ во следните 6 месеци, или ќе има нов политички субјект кој што ќе произлезе од СДСМ 1-2, ќе видиме колку, кои што на следните избори сериозно ќе се позиционират и ќе завземат местото на СДСМ. Тие се двете сценарија кои што може да произлезат од сето ова, зашто од Венко Филипче до раководство на СДСМ е ништо ново не чуо. По пронаѓањето на околу 350.000 евра скриени во зид во куќа поврзана со семејството на апелацискиот судија Ѓоко Ристов, судскиот совет му го одзеде мандатот и му беше одредена мерка куќен притвор. Овој случај отвори сериозни прашања за корупцијата во правосудството, институционалната одговорност и довербата на граѓаните во судскиот систем.
Колку овој случај со апелацијски судија кој заврши со одземање на имунитет и куќен притвор е символичен за состојбата во македонското правосудство и дали може да се смета како пресврт во борбата против високата корупција или пак е изолиран случај? Сега, ајде, знаете дека јас сум човек со долга институционална меморија, ќе ве вратам малце поназад. Ние пред две години, две и нешто години, имавме судија на Врховен суд од Струмица, кој што исто беше уапсен, ставен во куќен притвор, му беше одземен имунитетот и беше процесиран. Што не се случи тогаш? Тогаш доби символична казна, зашто доказите кои што во тој момент СВР Струмица, тоа беше кој текнува во време на техничката влада, кога технички министер беше Панчо Тошковски за внатрешни работи. Тогашниот началник на СВР Струмица и екипата во СВР Струмица добро обезбедија докази, добро го процесираа случајот, но судството и обвинителството му додели символична казна на тогашниот судија. Сега одиме чекор понапред. Ако тогаш беа во игра некои 5-60.000 евра, сега се 350.000 евра во игра. Пак е случајот, гледаме дека институциите визави Министерството за внатрешни работи и финансовата полиција добро си ја сработили работата и Агенцијата за национална безбедност. Сега случајот е во рацете на судството и на обвинителството. И мислам дека сега е моментот они да покажат дека не се во рамки на статистичка грешка или немаат доверба во рамки на статистичка грешка од 2%. Или време е да се процесира, време е да видиме сериозна казна за сериозни злоупотреби или сериозно влијание врз суди и обвинители. Знаете што е 350.000 евра се преголема сума и за македонски бизнесмен, а камоли за судија. И тука не држат приказните дека била е од продажба, од вака, од така, има од това, она. Ако било така, ќе си платил данок, ќе си ги ставил на сметка, ќе си ги пријавил во Државна комисија за спречување на корупција. Чему потребата да ги крие во зид? Мислам, ми разбирате. Вие ќе направите договор за купо-продажба, мора да правите 3% данок. И има низа, и тоа е легално. Вие имате договор за купо-продажба, сте продале нива, кој што тврдат они за фотоволтаици. А што е со затојувањето на данок ако е така? Па и за тоа треба да одговара. Они од едно од кривично дело, од друго кривично дело влегуваат. И сега мислам дека целиот случај во рацете на судството и на обвинителството. Многу пати до сега сме ги дискутирале. Многу пати до сега сме ги разговарале нивните пресуди. Не може вие за влечење за коса некој да лежи 10 години затвор, а судија на Врховен суд да помини со 3 години условно во полуотворено одделение. Ова више никош повеќе не сме да се повтори. Сега тука има промени, се зборува за, веќе имаме промени во Републичкиот судски совет, имаме две нови представнички именувања од председателката Силјановски, Гордана Давкова Силјановска, Давкова, избрани од собранието. Треба да имаме нов јавен обвинител кој што ќе биде избран на јавен конкурс. И мислам дека веќе полека и таму ќе треба да почне да се одмотува плочето. Доста беше од диригирани пресуди, доста беше од суди кои што право седат, криво судат, а зборуваат дека тоа го прават во име на народот. Не апсолутно. Гледаме дека го правеле во име на една мала криминална банда која што има узурпирано Македонија изминатите години. Фактот што судскиот совет реагираше релативно брзо и беше определен куќен притвор, дали покажува дека институциите конечно почнуваат да функционираат координирано? Видите, во интерес на постапката доказите не се објавува, но прво судскиот совет има по закон обврска во кој временски рок мора да се состани, да одлучи дали ќе биде симнат имунитетот или не, за да се процесира понатаму предметот, но сигурно има сериозни и тешки докази чим вака брзо се случуваат работите. Сега имаше дилема дали да е притвор или да е куќен притвор. Знаете како, притворот е највисока мерка на обезбедување. Куќниот притвор е пред тоа, подземање на пасот, така натаму. По мене и куќен притвор е сериозна мерка во едно вакво, да кажам, сомнение за сторени кривични дела, со тоа што одземен му е пасошот, одземен му е телефонот, под постојан надзор е на Министерството за внатрешни работи, така да по мене мерката е окей.
Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски изнесе податоци за значителен пораст на истраги и кривични пријави за корупција. Со оглед на податоците за поднесените кривични пријави од Министерството за внатрешни работи, 24 милиони евра во 2024 година и 380 милиони евра во 2025 година. Дали ваквите случаи ќе доведат до правосилни пресуди или пак постои сепак ризик дека дел од нив може да заглават дека кој досега што ведеше Али Ахмети? Беше како до сега. Сега веќе не е. Не знам како стварно видите, толку беше небитен што претходниот обвинител не ми текнал како се викаше. МВР има својата работа завршена. Коцевски. Да, Коцевски, во право си бети, фала. МВР има својата работа завршена. Има обезбедено докази, има правени поднесени кривични пријави. Прашањето е што правило обвинителството до сега? Каде е обвинителството до сега во овој момент? Зошто обвинителството поднесените кривични пријави ги нема процесуирано? Спиеле? И сега ако се навратиме чекор назад на претходните прашања, тука лежи стравот на СДСМ. Во овие кривични пријави и во овие поднесоци знаат дека со јавен обвинител кој што не е под нивна контрола, со јавен обвинител кој што нема да ќути на сите кривични пријави, овие кривични пријави ќе бидат процесирани. Ќе има предмети, ќе имаме судски постапки и ќе имаме на крајот на денот пресуди. Јас верувам дека Министерството за внатрешни работи совршено си има завршено работата. Верувам зашто и во низа претходни случаи покажаа дека конечно таа институција функционира во интерес на граѓаните. Сега, до сега обвинителството не функционираше, затоа кривичните пријави се поднесени, а не се процесирани од страна на обвинителството. Да видиме новиот јавен обвинител што ќе донеси и да видиме конечно и се случат тие промени во правосудството, за ние да не гледаме со години заглавени предмети во судските лабиринти. Како го оценувате фокусот на јавното обвинителство и судовите се разбира во процесирањето на овие пријави? Не само јас, сите ние истото го мислиме. 2% рейтинг е рамкина статистичка грешка. Так. И они колку и да се обидуваат да не советуваат дека не треба да ги коментираме нивните пресуди, сепак и те како се за коментирање. Господин Малчевски, дали овие бројки за кои зборува министерот Тошковски значат дека институциите навистина работаат подобро или пак сепак е можно корупцијата да станува подлабока и поорганизирана? Видете, во време на СДСМ и на ДУИ ние сите можеме да се сложиме дека корупцијата не беше национален спорт. И СДСМ и ДУИ цело време колку пати ние го зборувавме тоа дека они правеа се да останат на власт за да бидат прикачени на буџет и да крадат. Но бројката од 24 милиони во 24 до 380 милиони во 25 стварно покажува дека институциите почнуваат да функционираат и да процесираат кривични дела. Сега, да поднесуваат, наред обвинителството да ги процесира истото и да ги процесира истите, и стварно ние да видиме судски случаи во кои што врз основа на факти, на аргументи ќе имаме на крај завршница и пресуди. Во јавноста изминатиот период се спомнуваат тврдења дека високи политички функционери, меѓу кои и поранешниот премиер Зоран Заев и поранешниот министер за здравство Венко Филипче, биле поврзани со обиди за влијание врз клиниката Жан Митрев. Овој случај предизвика силни политички реакции и отвори сериозни прашања за институцијалната одговорност, владењето на правото и борбата против корупцијата на високо ниво. Како го оценувате фактот што во вакви чувствителни случаи во јавноста се споменуваат имиња на високи поранешни функционери, што тоа значи за состојбата со институционалната одговорност и борбата против корупцијата во државата? Видете, и во периодот за кој што се зборува, имаше шпекулации дека се прави обид да се превземе клиниката Жан Митрев од тогашната власт, предводен од Филипче Заев. Проблемот беше што тогаш обвинителството не отвори предмет под опрен глас и да проба да ги истражи тие наводи. Сега, и во овој момент ние, тоа не мора да е државниот јавен обвинител, да може да е било кој обвинител, да се разбереме.
Проблемот е што ние во овој момент ниту еден обвинител не се одважува и да покрене постапка или да отвори предмет подопрен глас. Јас искрено се надевам, да, новиот јавен обвинител, доколку сака да биде навистина на задачата, го чека сериозна работа, многу сериозна работа, заради тоа што таа институција е заглавена во лавиринт и некој ќе треба да ја одлави. И конечно да почнат да се процесираат, па макар и подопрен глас предмети. Ние знаеме дека борбата против корупција е високо на агендата на оваа власт. Затоа ги гледаме и плановите за борба против корупција, институционалната поставеност, гледаме дека институциите почнуваат да функционираат, ако се сакало се може. Но клучно во тој мозаик ќе биде обвинителството и судството. За жал, се уште ние немаме реформи во обвинителството. Во судството да еве го обвинителот си замине, ќе добиеме нов, полека почнува таму, но јас очекувам и од новиот судски совет да биде навистина на задачата и стварно да почне да функционира. Вчера министерот Филков најави и промена во начинот на селектирање и на избор на новите суди и обвинители, што и секако е чекор понапред во самиот процес, но за тоа треба време. Не можеме преку ноќ да го направиме истото. Ќе треба минимум уште 2 до 3 години да ни се случат вистински реформи во тој сектор, но тоа не е изговор борбата со корупција да биде сведена на минимум. Јас го охрабрувам министерот Тошковски, финансовата полиција и така натаму, не 380 милиони. Ако има и 526 година да ги процесира. Зашто само така можеме да покажеме дека вистински се бориме против корупцијата и само така можеме да ги да ги искорениме тие болести за кои што ние зборуваме години и години назад. Колку ваквите скандали, без разлика дали ќе добијат судски епилог или не, влијаат врз довербата на граѓаните во институциите и што е клучно за таа доверба да се врати? Институциите да почнат да функционираат. А секако, вие знаете како, ако за нешто се зборува, а се зборува од ковид кризата наваму, помалку или повеќе со прекини, во континуитет, вие немате никаков епилог. Тогаш народот вика институциите не функционираат, ние џабе зборуваме. Но ако еден обвинител се одважеше и кажеше да, ние бевме, зедовме изјави, знаете, едно е вие да кажете изјава во медиум или помене по тебе, друга да дадете изјава пред јавен обвинител. Тоа стварно ќе видиме кој навистина лаже. Дали се само шпекулации за некој да проба да политички да преживее или стварно тоа не се случило. Самиот неодговор и самото ќутење на јавното обвинителство е доволна индикација дека таму нешто се случувало, па затоа сега сите ќутат и се е во рамките на шпекулациите. Ако сакаме навистина да ја вратиме довербата во институциите, мора тие да почнат да функционираат и да работат одговорно. Видовме дека може. Така. Година и видовме дека може. Така. Скоро 2 ќе не фатат. Ако може овие 2 години, може ли сите 35 години. Во Букуреш деновиве се одржа регионална конференција насловена Од рамка до акција, на која се дискутираше како стратегиите и политиките во социјалната сфера да се претворат во конкретни мерки и решенија со акцент на регионалната соработка и споделување добри практики. Што значи ваквата конференција за регионот и дали навистина се движиме од стратегиски рамки кон конкретни применливи решенија? Видете вака, ние многу пати до сега сме го правиле тој муабет дека ние сами како систем мора да се прилагодиме на поголемиот систем, ајде да кажеме. И многу е добро кога постои на регионална дискусија каде што реално сите добри практики ќе бидат усогласени и ќе имаме конкретни решенија. Мене ме радува што ние полека, но сигурно и регионално и глобално почнуваме да бидеме присутни и да бидеме фактор на влијание. Не сме во чекална, не сме да чекаме 5 минути пауза па негде од горе од публика да се стигнеме, да се поздравиме, да се сликаме, него седиме на големата маса. Сега, една ваква дискусија отвара еден поширок простор. Многу пати до сега сме го зборувале тоа. Ние можеме да се интегрираме во рамките на Европската унија само како регион.
И ние мораме да, ако сакаме да бидеме дел од таа унија, да ги прифатиме тие норми, правила и политики. Не заради тоа што да бидеме член, ради нас, ние да си го олесниме животот тука. Секако дека ваквите конференции се многу значителни, бидејќи вие разменувате пракси, разменувате практики и секако решение кој што може да се имплементира. Министерот Фатмир Лимани се обрати на конференцијата и ги презентира реформите во системот на социјална заштита во Македонија. Колку овие реформи навистина ја подобруваат состојбата на граѓаните и колку се усогласени со добрите практики од регионот? Видете вака, целиот овој процес следи после процесот на билатералниот скрининг кој што ги имавме со Европската унија, кој што ни ги кажеа сите аномалии, кои што ни викаат ова мора да го отстраните ако сакате во следниот период да си го олесните патот. Системот за социјална заштита премногу долг временски период беше тром и инертен и таму немаше направено ниту една покрупна реформа. Она што во овој момент се прави согласување со мерките и политиките на Европската унија, кои што секако, ние сите зборуваме за системот на социјална заштита во Европа, бил ваков, бил таков, еве ни шанса тоа да го направиме и во Македонија. И мислам дека до овој момент работите се движат во добра насока. И би посакал и понатаму да продолжат истите да се движат во оваа насока, зашто само така ние можеме да ги промениме акутните состојби кои што се во Република Македонија. Пак ќе се навратам чекор назад. Треба време. Не можеме систем кој што 30 години бил уништуван да го смениме за 6 месеци, година или 2. Треба време, но сега сме добро поставени, добро се движат работите и посакуваме понатаму да продолжат така да се движат работите. Во рамките на конференцијата, министерот Лимани оствари билатерална средба со својот колега од Романија, Петре Флорин Маноле. Какви конкретни резултати или иницијативи може да произлезат од оваа средба за социјалните политики во Македонија? Многу беше штуро соопштението од средбата, само кажаа дека се сретнале и се виделе, но во секој случај Република Романија има сериозен систем на социјална заштита кој што е прилагоден на оние норми на Европската унија и мислам дека било каков разговор во таа насока би бил добре дојден за Република Македонија и за реформите кои што се планираат да се направат тука. Би сакал да видам една работна група, би сакал да видам експерти од Романија кои што би дошли овде и би ни покажале како полесно да ги направиме реформите, но да видиме кои ќе бидат резултатите од таа билатерална средба. На 56-тиот Светски економски форум во Давос, премиерот Мицковски најави интерес од големи мултинационални компании, инвестиции од над 100 милиони евра за третиот мобилен оператор во Македонија, како и интензивни билатерални средби со политички и бизнис лидери. Во фокусот беа вештачката интелигенција, дата центрите и потребата од значително зголемување на производството на електрична енергија. Дали овие најави и средби можат да се сметаат за конкретен и мерлив успех од настапот на Давос или засега зборуваме повеќе за позиционирање и отворање врати? Вчера третиот мобилен оператор потпиша договор со АЕК во Македонија. Значи веќе полека ги гледаме резултатите. Секако присуството на вака големи настани како што е Светскиот економски форум во Давос носат и едно и друго. И носат средби со компании и директни странски инвестиции, и носат позиционирање и отварање врати. Мене ме радува тоа што ние полека сме присутни на таа голема политичка сцена. Гледаме дека веќе не сме публика, него сериозно учествуваме во сите тие форуми, состаноци, имаме низа билатерални средби и полека ги отвараме вратите кон странски инвестиции, кон градење на континуирани пријателства, кон разговори за иднината и гледам дека полека почнуваме да стануваме фактор регионално со самото тоа ја да кажеме на ниво на Европа. Многу пати до сега сме го коментирали тоа, текно дека минатиот пат кажав дека Муцунски треба да искине едно 10 парачи или патики. Ме радува што
продолжуваат да го прават тоа, зашто едно вие да седите дома, да праќате писма, да праќате разговори, друго е директно таму да сте присутни на самите настави. Колку ваквите инвестиции и контакти реално можат да се преточат во подобар животен стандард за граѓаните, а не само во политички капитал? Видете, политички капитал не можеме да зборуваме ако немаме конкретни инвестиции. Ако немаме завршници од сите тие средби. Едно од тие средби беше третиот мобилен оператор, еве веќе имаме завршница. Вчера подпиша договор. Но процесот на разговарање, на преговарање и на носење на странски инвестиции не е лесен. И не е краток и не може тоа да се случи преку ноќ. Така да, колку почесто сме присутни на овие настани, толку покажуваме на сериозна нота на сигурност, на стабилност. Гледаме дека она што секогаш ни беше проблем претходно визави странските инвестиции, корупцијата, гледаме дека на сериозна борба против корупција, а тоа на долг рок значи сериозни странски инвестиции. Тие инвестиции секако носат добробит за сите граѓани во Република Македонија, значи поголем БДП, повисоки плати, значи меѓународни стандарди и така натаму и така натаму. Паралелно со ова, премиерот зборуваше за рестартирање на големи енергетски проекти и интерес од светски енергетски компании. Мицковски во Давос за прв пат пред меѓународна публика ги презентираше проектите Бошков мост, Чебрен и Галиште како клучни за зголемување на производството на електрична енергија, стабилноста на системот и поддршката на новите индустрии, вклучително и дата центрите. Дали Македонија денес навистина има институционален, финансиски и политички капацитет да ги реализира овие крупни енергетски проекти или пак постои ризик тие повторно да останат долгорочни ветувања? Видете, ако последи тоа што премиерот Мицковски го зборува на тема енергетика, затоа не е експерт за енергетика, и не верувам дека тоа случајно го прави, он секогаш зборува за така наречената базна енергија. И јас додека не почна да зборува не знаев што е тоа, па седнав и прочитав да бидам колку толку упатен. Тоа значи енергија која што се производува од вода, термоцентрали, нуклеарни централи и така натаму, но визави енергијата од обновливи извори. И секогаш Мицковски го зборувал дури и во предизборната програма на ВМРО ДПМН зборуваше за базна енергија. Од тука Бошков мост, Чебрен и Галиште се директно поврзани со таа базна енергија, зашто ние зборуваме за хидроцентрали кои што ќе произведуваат електрична енергија согласно потребите. Нема да зависиме дали денеска е сончев ден или не е сончев ден, дали има ветер или нема ветер. Од тука верувам дека со самото тоа што Мицковски на маса ги става Бошков мост, Чебрен и Галиште, има сериозна стратегија како да стигне да ги направи или барем да се почне постапка за една од трите. Вие може и 5 да понудите, една да успеете да донесете голем успех за Република Македонија и сериозна стабилност за електроенергетскиот систем во Република Македонија. Е да видиме што ќе донесе следниот период. Не верувам дека е наивно, не верувам дека е случајно. Гледајќи го и познавајќи го премиерот, верувам дека станува збор за сериозна долгорочна стратегија. Што е клучната разлика меѓу сегашниот момент и претходните обиди овие проекти да се реализираат? Па претходно никој не ги спомнуваше. Значи од 2016, 17, па и 15 наваму никој не ги спомнуваше тие три клучни електроенергетски проекти. Гледаме дека сега полека пак се враќаат на маса и знаете тоа е со сериозната енергетска криза која што се случува на Европа и не се случува и нас, недостатокот од производство на електрична енергија, недостатокот од газ визави војната Украина, Русија. Генерално еден од овие три проекти би дал сериозна стабилност на Република Македонија, барем во делот на електроенергетскиот систем и во делот на тргување со струја, на регулирање на слободен пазар.
Во Давос беше потенцирано дека иднината на економијата ќе зависи од вештачката интелигенција, дата центрите и огромните потреби за електричната енергија, а Македонија се обиде да се наметне како потенцијален партнер во тие процеси. Паралелно на самитот се отворија и прашања за регионалната стабилност, европската интеграција и соработката на Балканот. Што конкретно треба да направи Македонија за да не биде само пасивен пазар или извор на ресурси, туку активен играч со знаење, инфраструктура секако и додадена вредност? Веќе прави. Пардон. Има одлука за формирање на технички парк во рамките на комплексот на технички факултети на УКИМ. Гледаме дека Чебрен Галиште ни се пак веќе на маса. Сериозно се вложува во IT инфраструктура и во дигитализација во Република Македонија, и сето тоа се процеси кои што треба Македонија да направат иден и потенцијален партнер во сите овие процеси. Јас жалам што тоа не се направи пар години на назад, што не го направивме пред 5, пред 7, пред 10, пред 10 години, зашто сега ќе бевме многу понапред во самите процеси. Но и сега можеме да фатиме приклучок со, ајде да кажеме, модерниот свет и да станеме сериозен партнер во овие процеси. И тука мораме едно нешто да знаеме, сите тие вештачка интелигенција, дата центри, бази на податоци се поврзани со сериозно трошење на електрична енергија. И токму тука мислам дека Мицковски ја гледа шансата за Бошков мост Чебрен и Галиште како сериозни инфраструктурни проекти кои што би се направиле во последниот период, бидејќи видете, и визави хидропотенцијалот, она што јас го имам читано, лаик сум во тој дел, не сум некој голем експерт, на Балканот веќе се исцрпени сите потенцијали. Остануваат уште многу малце, ајде да кажем, реки на кои што може да се направат вакви електроенергетски комплекси, а тука ние имаме 3. Господин Моцевски, сериозно во следниот период би можел сериозно во следниот период би можело да позиционираат Македонија како лидер на Балканот. Дали ова што го спомнавте сега пред малце е таа јасна државна стратегија што ги поврзува енергетиката, технолошкиот развој, образованието и надворешната политика, или се уште се движиме од настан до настан? Видете, ако се движиме од настан до настан, тоа ќе биде само сликање, смеење, ракување и така натаму. Но ние авиончето. Познатата слика, како беше, не знам кој пат добивме датум на таа слика. Но ние гледаме дека веќе имаме и сериозни проекти на маса. Ако вие веќе имате вакви сериозни проекти на маса, тоа значи дека веќе станува збор за сериозна стратегија или сериозно не е краткорочно, него среднорочно и долгорочно планирање. Како би се движела Македонија во следниот период? И не само авиончето. Ви текнува само да ве потсетам на сликата со Трамп, кој што истина на крај само дека било поздравување. Тоа беше одамна средба од 5 секунди. Да. Напоминување. Излитена век. Така. Но ние гледаме дека веќе со сериозни представници на америчката администрација седнуваме на маса и разговараме. Не е само слика од 5 секунди. А тоа не може да го направите вие ако немате сериозна стратегија како би се позиционирале во периодот што следува. На 56-тиот Светски економски форум во Давос, председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп одржа влијателно обраќање пред светските лидери, во кое ги истакна американската економска стратегија, геополитичките приоритети и улогата на САД во глобалната енергетска политика. Говорот, кој траеше околу 2 часа, беше аналитички богат и потенцијално ќе ја насочи идната глобална економија и безбедносни политики. Како вие го оценувате говорот на председателот Трамп во Давос? Дали неговите пораки укажуваат на нова фаза во глобалната стратегија на САД, особено во однос на Европа и трансатлантскиот те односи, и како тоа би можело да влијае на стабилноста и безбедноста во светот? Дефинитивно одржа говор со многу јасни пораки, многу јасни пораки. Дел беше политички, нормално политичките
таквите говори кога толку долго траат, нормално дека имаат еден политички момент, но она што јасно кажа каде ќе се гледа САД последните 10 години. И упати јасни пораки и до своите партнери и до своите противници. Сега тоа е говор да видиме оперативно што ќе се случи во следниот период. Дали тоа сериозно може да влијае на безбедноста во светски рамки, не верувам. Мислам дека колку и да некои теории на заговори укажуваат на некаква си нова трета светска војна, мислам дека тоа би се сведело на економски и трговски препукување, ништо повеќе од тоа, зашто сите се свесни за потенцијалот, војниот потенцијал со кој што располагат и што тоа би значило за светот, но да не исклучувам дека би можело да се случуваат економски трговски препукувања во следниот период. Она што е битно и што мене ми е доста интересно, што многу јасно беше нагласена републиканската политика во тој говор, кон постојање на семејство, кон постојање на татко и на мајка, од јасно отфрлање на сите оние шашеви идеологии кои што ни беа пласирани изминатиот период, или она нишка на демохристијанство јасно се виде во целиот негов говор, што мене посебно ме радува и сакам да го видам и реално во пракса. Во својот говор Трамп ја нагласи важноста на американската економија, индустријскиот развој, енергетската независност и растот на електричната енергија како основа за идната вештачка интелигенција. Како овие пораки ја дефинираат насоката на глобалната економија во наредните години и како мали земји како Македонија може да се подготват за овие предизвици? Одговорот имаме малку погоре, вие го поставивте како прашање, а тоа е суштина на одговорот. Со сериозни проекти и со добро позиционирање. Значи сериозните проекти како Бошков мост, Чебрен и Галиште може регионално Македонија да ја позиционираат како лидер во сите тие процеси. Дефинитивно самата вештачка интелигенција да кажам воведува некои нови правила во економијата, па не само во економијата, во секојдневното живење. Сега наше е дали ќе прифатиме приклучок или нема да прифатиме приклучок кон тие процеси. Мислам дека стратегијата за дигитализација која што првпат имаме после не знам колку време беше освоена, мислам дека крајот на минатата година од владата сериозно не позиционира како фактор во тие процеси. Гледаме дека актуелниот министер за дигитализација, како го да се вика министерството, Андонов, добро ги прати тие процеси, добро ги имплементира тие процеси во Република Македонија. Мислам дека во следниот период полека тоа што владата фокусот го насочува кон економија, дигитализација, развој и проекти, би не позиционирало визави политичките процеси добро на политичката мапа. Трамп исто така спомена енергетски инвестиции и индустријски развој, а во Давос беа и други светски лидери и компании кои ги поставуваат правилата за глобалната економија. Како Македонија може да искористи оваа ситуација за инвестиции, енергетска стабилност и дигиталната трансформација? Мислам дека веќе ја користи. Мислам дека веќе со тоа што ние самиот премиер и делегацијата која што беше таму остварија средби со неколку големи светски компании на кои што покажаа јасна визија, јасни проекти и покажаа јасна намера дека сакаат да видат странски инвестиции во Република Македонија, кој тоа ќе го поврзиме со борбата против корупција, која што досега знаете како тоа беше еден од клучните моменти кај странските инвестиции со кои што не доаѓа, поготово оној период кога СДСМ и ДУИ владеа со Македонија. Викаат каква ви е борбата против корупција, каков ви индексот на борба против корупција, никаков, не доаѓаме. Но полека, но сигурно процесите се придвижуваат напред. Јас очекувам дека не само во Давос и на следните такви големи настани, мислам дека Берлинскиот форум е следен, Македонија пак ќе биде присутна, дека пак ќе ги ставиме на маса сите овие работи и полека ќе стигнеме до она што го посакуваме, сериозни странски инвестиции, сериозно позиционирање на Македонија како лидер на Балканот и регионално.
САД неодамна ја вклучија Македонија во група од околу 70 држави за кои се применуваат дополнителни мерки во делот на визниот режим. Премиерот Христијан Мицковски и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски порачаа дека не станува збор за целосна визна блокада, туку за специфични категории визи и дека државата е во постојана комуникација со американските институции. Колку оваа одлука на САД представува суштински проблем за државата, а колку е административна или техничка мерка што се однесува на поширок круг земји? Видете вака, една работа треба да знаете, а е поврзана со Соединетите американски држави. Тоа е систем, голем систем кој што не носи ад-хок одлуки и не носи одлуки од денес за утре или од вчера за денес. Значи, ова е одлука која што е минимум 5 години уназад размислувана, пратена, абсолвирана и се. И да, точно е, се однесува на дел од визите, не на сите визи. Мислам дека само на имигрантските визи се однесува и треба да видиме која е причината зашто таа одлука е така донесена. Но не мислам дека може да направи некаков поголем проблем и не мислам дека со тоа што не ставиле во еден таков круг, тоа има некаков проблем помеѓу односите помеѓу Република Македонија и Соединетите американски држави, но како држава треба да седнеме да се запрашаме зошто сме во тој дел. Мислам дека тоа е тука е одговорот на Муцунски и на Мицковски, кои се причините зашто нема е ставено во тој дел и да видиме што можеме ние да направиме да ги тргнеме причините за да немаме вакви последици. Притекнува и кога беше со царините, прво бевме во тој круг, па после не извадија, не повлекоја тој круг. Сигурно има причина. И тогаш и сега. Тогаш причините ги отстрани владата, па не извади од тој круг. Сега да видиме кои се причините, да поработи владата на тој, пак да не извадат од тој круг. Но, ова не е нешто за кое што можеме ние да обвиниме актуелната политика или тренут. Тоа се институции кои што функционираат и кои што минимум X години претходно ја прателе ситуацијата, па донеле до вакви одлуки. И мислам дека тој мине најмалку 5 годишен период е земен во предвид, за да може да се донесе една ваква одлука. Каква порака испраќа ова одлука во однос на односите меѓу Македонија и САД? Дали може да се чита како сигнал за доверба или повеќе како резултат на пошироки миграцијски и социјални политики на Вашингтон? Мислам дека е второто, заради тоа што таму се направени сериозни анализи колку Соединетите американски држави трошат од својот државен буџет за мигрантски и социјални политики и колку тоа се злоупотребува од страна на мигрантите. Мислам дека со оваа политика они се ја штитат својот буџет. Во однос на односите Македонија САД, па ние сега имавме донација од војската на САД према војската на Македонија. Значи, они во континуитет нас не поддржуваат, не дека нешто не имаме проблем со нив. Да имаме проблем со злоупотреби кои што они како институции ќе имаат констатирано и визави тоа носат своји политики во однос на тие злоупотреби. Мислам дека тоа ќе потреби понатаму. Владата најави дека ќе работи на подобрување на состојбата и дека ова прашање не е затворено. Што реално може да направи една мала држава како Македонија во вакви ситуации и дали граѓаните можат да очекуваат промени на среден рок? Да ги види кои се причините за една ваква одлука и да поработи на причините. Исто го видовме и со царините, се поработи на причините за таа одлука и царините беа симнати за Република Македонија. Само со диалог можеме да ги решиме работите и добро е што постои диалог. Добро е што една таква велесила како САД разговара со нас, ни дава насоки што треба да направиме, кои ќе ги отстраниме причините, доаѓаме до моментот на коригирање на тие одлуки. Видовме дека може со царините, мислам дека и сега на среден рок би се направило исчекор и би се подобриле ваквите ситуации. Колку е значајна оставката на Румен Радев за бугарската политичка сцена и дали станува збор за пресврт што ја менува рамнотежата на силите во Бугарија? Видете вака, мислам дека Румен Радев
ќе направи политичка партија и сака да учествува на предвремените парламентарни избори во Бугарија. Он даде оставка заради тоа што е сигурен за претседателското место. Сега таму е Јотова, тој е негов играч. И мислам дека во следниот период он ќе проба да влезе во парламентот и да креира влада, која што секако ништо ново нема да донесе. Ако тоа успее да го направи Радев, нас ќе предизвика многу сериозни проблеми, зашто ги знаеме неговите ставови, но тоа ќе предизвикаат и сериозни проблеми во рамките на Европската унија и во рамките на НАТО алијансата. Зошто? Зашто Република Бугарија е членка и во Европската унија и во НАТО алијансата, ама ги знаеме ставовите на Румен Радев. Многу ни се добри познати визави глобалните движења, визави Македонија више се абсолвирани. Тоа е една фашистоидна политика која што многу пати до сега сме ја коментирале. Така да мислам дека регионално и глобално тоа ќе предизвика многу сериозни тектонски пореметувања. Па да видиме што е целта. Или кој што вика Делче, тоа му е целта, не само регионално да направи малце проблеми во самите алијанси. Дали ова оставка повеќе ја продлабочува политичката криза во Бугарија или пак отвара простор за нова политичка стабилизација? Мислам дека само ја продлабочува политичката криза. Нема простор за... Не можете вие со негативна енергија и со негативен набој да подобрите нешто. А Румен Радев, визави сите клучни прашања во Бугарија или меѓународното позиционирање на Бугарија, имал негативен став. Така да не верувам дека неговото делување ќе донесе нешто ново, напротив, мислам дека дополнително ќе усложни и така тешката ситуација која што е моментално присутна во Бугарија. Кои се клучните мотиви за одлуката на Радев да поднесе оставка пред крајот на мандатот? Дали станува збор за личен чин или за внимателно пресметан политички потек? Мислам дека е внимателно пресметан политички потек. Сметам дека он веќе не може да се кандидира за уште еден мандат, дека го исцрпи тој момент и сега чека да ги фати предвремените парламентарни избори во Бугарија и да влезе во парламент и да проба да формира влада. Само толку. Мислам дека ништо друго нема позади тоа. Обид за политичко преживување на Румен Радев. Колку е реална можноста Радев да влезе во партиска политика и каков политички простор би можел да заземе? Мислам дека известно е дека ќе формира политичка партија. И сите сигнали од Софија доаѓаат дека он ќе формира политичка партија и визави неговиот личен рейтинг, мислам дека ќе влезе во парламентот, да видиме многу фактори тука зависат, излезеност, распределба, кој ќе помине праг кој ќе имаат праг за влез во парламентот. Така да многу фактори тука ќе зависат визави неговиот изборен резултат, ама сум сигурен дека ќе влезе во парламентот и мислам дека ќе има солидна пратеничка група. Времето дали ќе му дозволи да регистрира политичка партија? Мислам дека да. А ако не, ќе земе некој од помаливе пандан партии, таму има исто како и ке на 7 куп Пајтон партии, кој што може, ако не со малку пари, со многу пари да ги купи и да се со нив да се кандидира или да поднесе листи на изборите. Какви последици може да има оставката на Радев врз регионалната политика, особено во односите помеѓу Бугарија и Македонија и европските процеси? Никакви. Таму дојде Јотова, мислам дека Бугарија е во ров, тешко дека ќе излезе од тој ров визави прашањето на македонските евроинтеграции. Пак да се вратиме чекор назад, ниту е демократски, ниту е во европски дух, ниту е во однос на копенхашките критериуми, ама они одлучиле правото на вето да го злоупотребат за едно билатерално понашање. И уште поголем е проблемот што Европската унија им ќути на сето тоа. Дали промените во Софија ќе донесат пофлексибилен или пак подсврст став кон македонското евроинтеграцијско прашање? Мислам дека нема да донесат ништо ново, зашто колку и год влади да се сменија кај нив, они во собрание кои се носеа декларации во однос на Македонија едногласно. И досега тие две декларации се досега ги немаат повлечено истите, така да јас не гледам што би можело да донеси нови избори таму, освен истото како и до сега.
Голема благодарност господине Малчевски за издвоеното време, отворениот разговор и вредните анализи што ги сподели со нас и со нашите слушатели и гледачи. Ви благодариме од се срце и секако ви посакуваме убав викенд и ве очекуваме повторно на Македонски корени во скоро време. И благодарам на поканата, стварно не приметив кога помина час и половина од разговорот. Секогаш ми е драго да разговарам со вас, да бидам гостин во вашата емисија. Се надевам дека за скоро ќе имаме и нешто ново, па ќе можеме некоја нова дополнителна анализа да направиме. Поздрав до вас, до вашите гледачи и слушатели, дури поздрав и до оние кои што Господ треба да им даде здравје, зашто за памет веќе доцна. Овие безвезни коментари кои што ви читам овде сте ништо друго. Ништо друго освен едни фашисоидни набори во 21 век, така да ги читав, нарочно не ги коментирав, имаме многу што да им кажеме. Да. И како народ, и историски, и со факти, и со се. Но едноставно знаете како на човек можеш со сила да му земеш, да му дадеш не. Така да. Така е. Излишно би било на право место дадена пораката. Остануваме во контакт, се слушаме и гледаме овде на Македонски корени. Поздрав и секој добро. Поздрав и секој добро. Довидување.